Серафим Тодоров, 30 години. Инаку, во спортската сала 25 мај во Велес, околу 3000 љубители на боксот и покрај тоа што велешани беа малку разочарани, на сите ви е познато после оној натпревар во Кинг Бокс, кога имаше многу лаги и нечесни работи, сепак велешани го сакаат боксот и вечерва ја исполнија спортската сала 25 мај до последно место. Тони Насковски, реков, ова му е втора професионален натпревар. Има 24 години, еве го на вашите екрани. 8 пати бил првак на Македонија и тоа во перолесна категорија. Во 1991 година првак на Југославија и тоа во Панчево беше совладан повеќекратниот носител на златниот гонг, инаку познат во нашата држава Иван Алич од Раднички Ниш, кој на поени беше совладан од Насковски со 30:2. Да спомнам и тоа дека професионалната кариера Насковски ја започна пред година дена, кога во Мексико беше подобар од Жозе Марнентос, кој со нокаут го совлада во петата рунда, а мечот се одржа во Морена. Додека бугаринот Серафим Тодоров има 30 години, еве го на вашите екрани, 3 пати светски првак, 4-кратен европски првак, олимписки вице-шампион од последната олимпијада во Атланта, има 3 меча во професионална категорија, а во Бундес лигата настапува веќе 4 години и нема ниту еден пораз. Да спомнам, драги гледачи, дека овој меч ќе го коментираме заедно со познатиот спортски боксерски работник Живко Дуковски, кој што беше заедно со Тони Насковски вечерва во спортската сала во Велес и веруваме дека неговите коментари ќе придонесат за овој натпревар да биде што појасен, односно да дознаете се за нашиот боксер и воопшто за боксот во нашата држава. Дуковски, што очекувате од овој втори професионален меч на Тони Насковски? Дали можеме да речеме дека Тони Насковски е добро подготвен и покрај тоа што знаеме дека како противник има еден, реков, светски првак во аматерска категорија, познатиот бугарин Серафим Тодоров? Добро, ја мислам дека овој надпревар е голем ризик за Тони Јаневски, затоа што овој прв настап негов овде на македонскиот ринг, да избереме еден таков противник како Серафим Тодоров, кој е 3-кратен светски првак, 4-кратен европски првак. Навистина тоа е еден голем предизвик за Тони Јаневски, меѓутоа он долго време се подготвуваше со неговиот тренер Миле Смилевски. Добро е подготвен, тој изјавуваше деновиве дека навистина ќе стори се да, ако ништо повеќе, му пруži силен отпор на овој голем светски ас. Да спомнеме, драги гледачи, дека бодовни суди на рингот е Трајко Фотевски од Скопје, а тука се и Венцислав Тонев од Бугарија и Сафет Бекир од Македонија. Еве го гледате Трајко Фотевски, реков, бодовен судија на рингот, прва рунда. Што можеме да очекуваме во првата, втората, односно третата рунда, доколку ги има? Добро, сите подготовки течеа да во првата рунда Тони Јаневски биде поофанзивен, знајќи дека Серафим Тодоров е добар техничар, кој ќе стори се да го држи Тони Јаневски на дистанца, да не дозволи да Тони Јаневски дојде близу до Серафим Тодоров и верувам дека тактиката на Серафим Тодоров ќе биде да што почесто боксува на средина на рингот и со директни удари да го невозможи Тони Јаневски. Еве првата рунда. Тони Насковски. Да.
Еве, почеток на првата рунда, затворен гард на Насковски, меѓутоа има добро движење, можеме да кажеме за Тодоров. Да спомнеме дека тренер на Насковски е Миле Смилевски, а негови помошници се Љупчо Павловски и Вангел Димков, додека за бугарскиот боксер негов тренер е Божидар Бенев, познат спортски работник и тренер во Бугарија. Овде имаме малку испитување на силите. Само да спомнам, драги гледачи, Тони Насковски го гледате во бели гатички со бел појас, додека бугаринот во црвено-бели гатички со црвен појас. Овде имаше еден добар удар на Насковски. Да, точно, меѓутоа Серафим Тодоров еве го со левиот аперкат и често пати со таа предна лева рака чини се да го разбие гардот на Тони, меѓутоа тој толку добро ги држи рацете да сите удари што доваѓаат од страна на Серафим Тодоров, тоа се во ракавици. Меѓутоа, знаејќи го дека Серафим Тодоров е изумеден техничар, има префинен рефлекс. Еве го, често пати удара леви директ, леви аперкат, но тоа се во ракавиците или во лактовите на Тони Насковски. Еве заврши првата рунда, можеме сепак да бидеме задоволни од она што вие го советувавте и тренерот Смилевски Насковски, сепак свежо изгледа, меѓутоа да спомнем дека добар фајтер е, има јак удар, особено кроше. Добро, тоа блокаде и ескиважа спомнавме. Не успеа, ми се чини дека малку многу има респект кон својот противник, така да чекор по чекор одеше и сакаше да наметне своја борба, меѓутоа тоа не му го дозволи Серафим Тодоров. Тој секогаш чинеше се да само се врти во средината на рингот, никако да дојде до јажињата. Треба ми се чини Насковски да малку биде по-офанзивен, да така дојде до една борба одблизу, да зададе неколку удари. Меѓутоа да видиме советите на Милевски, на тренерот, веројатно се на таа насока да појде во втора рунда малку по-офанзивно. Еве почеток на втората рунда. Инаку мечот е предвиден во 8 рунди. Повторно Тони Насковски, еден лево кроше, едно лево кроше, еден директ, меѓутоа тоа се така удари кои Серафим Тодоров ги амортизира, еве го, често пати со таа предна рака, со лева рака, малку еден нечист удар, меѓутоа тоа во професионалниот бокс е и дозволено. Еве го тренерот на Тодоров, тој е Божидар Бенев, познат. Овде едно лизгање од страна на Тони Насковски, меѓутоа без удар. Меѓутоа добро бодрење на велешката публика. Навистина, еве, почна толку да скандираат за Тони, верувам дека тие ќе бидат, така да речем, добар потик за наредните рунди. Инаку, драги гледачи, Серафимов досега има 3 професионални меча и тоа сите 3 ги има добиено, со Асенов и Златков од Бугарија напоени, додека со нокаут во третата рунда го има победено швајцарецот Андерсон.
Тони чини добар еден десен убав крошеј. И се чини он веќе во втора рунда има една предност Тони. Меѓутоа, ретко виден гард, затворен, добро, но некако на дистанца го држи бугарскиот бокс. Дали е тоа добро или лошо? Серафим Тодоров е познат, реков дека е познат техничар. Тој едино шансата е гледа да боксува само на дистанца. Меѓутоа Тони многу тешко може многу тешко може да дојде во борба одблизу, меѓутоа по мое досега е тука негде борбата изедначена. Не гледам нека голема предност ни на едни ни на другиот противник. И добро е што е така, затоа што така и го советуваме Тони да во првите рунди што повеќе напаѓа, да тука некаде петта, шеста рунда појде малку уште повеќе во офанзива, па да видиме што ќе се случи во наредната трета рунда. Меѓутоа, господин Дуковски, пред овој меч имаш интересни борби во аматерска конкуренција, видовме 3 борби, што зборуваат дека македонскиот бокс полека се враќа на рингот. Па добро, ова е прилика кога има професионален надпревар да и аматерите поизбоксува, затоа што долго време во Македонија немаме надпревари сем после Златен гонг. Меѓутоа, верувам дека овие млади момчиња искористија можност да се представат пред велеската публика и прикажаа наистина извонредни борби. Меѓутоа, еве да ја погледнеме трета рунда. Повторно Серафим... Пред мечот од она што разговаравме со Васил Смилевски, рековте дека сепак третата рунда ќе биде најкритична за нашиот боксер, доколку ја издржи ова рунда, тогаш може да се очекува и победа. Па добро, во тактиката на тренерот да го распореди темпото на боксерот и така да планираме негде во трета рунда дека Серафим ќе стори се да добие некоја предност. Еве се гледа дека он сака во трета рунда дадоци повеќе да биде активен и ево Тони меѓутоа добро е затворен. Добро оди чекор по чекор, меѓутоа Серафим веќе зададе неколку чисти удари. Аперкатот тоа е наистина... Меѓутоа забележувам овде и крварење некако на носот на нашиот боксер Насковски. Да, тоа ќе биде наистина една голема тешкотија за Насковскиот. И секој боксер што ќе добие така еден удар и да добие крварење на носот, тоа наистина ќе му доста смета во понатамошната борба. Ево, Серафим, еден апаркет имаш оде, меѓутоа другите завршува во ракавиците на нашиот боксер Насковски. Добро, тие не се бодуваат удари, меѓутоа Серафим удара од сите страни, така да некој ескиважи. Истина е тоа извонреден боксер. Па самото тоа да 3 пати бидеш првак на светот, 4 пати европски, еднаш вице шампион олимписки, навистина доволно зборува. Голем боксер. Навистина секој честитка за Насковски да се бори против еден таков извонреден боксер. Еве, меѓутоа Насковски не попушта, пак удри едно лево крошеј. Добро се блокира, чекор по чекор. Не наседнува на тие провокации од страна на Серафим Тодоров. Меѓутоа доста крварење на носот. Да, еве сега. Дали тоа ќе поремети нешто? Да видиме, меѓутоа верувам дека ќе се таа повреда санира во текот на паузата меѓу трета и четврта рунда. Еве и помош од страна на тренерите. Павловски и Миле Смилевски. Повторно, ево Серафим удара само во ракавици. Се гледа дека се работи за еден добар боксерски техничар, добро движење.
добра блокажа на наскоски. Добро е, заврши трета рунда. Тука јас мислам дека има една мала предност Серафим Тодоров после оваа трета рунда. Оваа трета рунда за мене ми се чини чисто е доби. Прва беше нека изедначена тука. Гледам вие овде да регистрирате нешто кај вас на бележникот. Па еве, по мое гледам дека досега изедначена е борбата, сем со во трета рунда. Еве, тука е присутен и човекот од градската влада на Скопје, господинот Јове Кеновски, многу познати личности, не само од политичкиот, туку и спортскиот живот. Навистина, многу скопјани допатуваа во Велес вечерва и не очекувавме дека ваков број на љубители на спортот ќе исполнува спортската сала 25 мај. Добро, тој е наскоски е навистина многу популарен и поготово на аматерскиот ринг кога боксуваше, меѓутоа сега како професионалец дојдоа сите од неговото живеалиште во населбата Илинден и тие масовно и бучно го бодреа со помош на рунда. Четврта рунда, да. Ево го наскоски веќе сега почна да биде далеко по-офанзивен него во првите три рунди. Добро, во паузата исто вие го советувате нешто? Па добро, мораше да се и на Миле Смилевски и на сите каже дека навистина Серафим Тодоров со свака борба ако продолжи дека Тони Насковски нема што да бара. Меѓутоа мора да се малку по-офанзивно појде и еве тоа го чини сега Тони Насковски, еве веќе почнува да боксува онака како што он знае. Тоа и добро е го Миле Смилевски. Тренерите тука се тројцата малку нервозни. Да. Очекуваат да тој појде онака како што се договориме дека мора после четврта рунда еве го. Овде имаше добар удар на Насковски. Одличен удар, дури еве и публиката некако се загрева. Веќе ја води борбата, веќе Серафим сака со тие аперкати леви да го разбие гардот, меѓутоа тој толку послушно ги советите од страна на тренерот да цело време биде покриен, да не прими некој чист удар. Добар удар сега. Лев Крошеј има одличен удар. Еве го следнаш. Меѓутоа големо крварење. Серафим Тодоров веќе бара некој спас во клинч да се одмори. Тоа и беше исто во договорот да не се дозволи да тој дојде да почесто се држа да дојде до одмарање од страна на Серафим Тодоров. Ево го, Тони сепак има мала предност, по-офанзивен е. Често пати со тој лев, директ лево кроше, меѓутоа треба да зададе уште еден удар после тој лево кроше, па да го и десни директ тука поврзе, тоа би било уште подобро, меѓутоа Серафим Тодоров не е го тоа дозволува. Видите го како игра низ рингот. Ево и Тони се нервира, дури еве го повикува на борба. Да, Али лицето многу крваво, меѓутоа сепак духот голем кај Тони Насковски. Еве крај на четвртата рунда, значи ја издржа таа криза Насковски. Добро, и криза, меѓутоа мене ми се чини дека веќе Тони почнува да боксува онака како што сакавме. Во првите две рунди тоа не го стори, веќе во четврта рунда почна да напаѓа повеќе. Меѓутоа еве се гледа замор веќе некако. Добро, познат е Тодоров дека 3 рунди секојаш боксува, ова тој дури нервозен. Во аматерскиот бокс боксуваше 3 рунди тогаш. На тоа време, иако постигнуваше големи резултати, него не беше толку спремен за да треба да тренира многу. Тој својот талент го искористи на најдобар начин, стара
ете ги собра сите титули. Најжално му беше што еве појде во професионалци, меѓутоа не стана олимписки победник. Добро, вие, господин Дуковски, сте имале можност да работите и со аматери и со професионалци, да се подсетиме на Аца Русевски, меѓутоа тоа ќе искористиме доколку Ни дозволи времето, пета рунда, ако нешто не се случи. Еве добар удар овој пат на Насковски. Тоа беше добар директ, мислам. Мало полукрошеј беше, ама реков, тој има поголема желба. Спремен е доста, добро работеа со тренерот Милеш Милевски, се подготвува за овој надпревар, макар да ја бев малку така во една резерва, се велам сепак, да, малку, дали, еве, па е тоа, ево, крошеј, веќе, он ја презема иницијативата. Добро оди Насковски. Да. Еве и публиката загре, како во убавите времења на македонскиот бокс. Еве велешката публика. Не, тука сега требаше да продолжи Тони, не смеше да го остави Серафим да. Еве повторно, добар удар. Лево крошеј, секогаш го удара, меѓутоа треба тој десни директ еднаш да го удри. Одлично, Насковски, добро е. Добро е, браво. Ми се чини дека ова се навистина рунди на Тони. Повторно добар напад на Насковски. Уште едно. Сепак ова рунда му припадна целосно, може да речеме. Па и не само со еден, дури со два поени досега. Еве ова пета рунда. Али одличен затворен гард, нема решение Сераф Тодоров. Серафим чини напор сега да нешто надокнади од оно што го изгуби, меѓутоа еве на крајот од оваа рунда десно Тони, добро. да. Добро и публиката нека се запали врие оде во спортската сала во Велес. Добро, еве за период од 2 месеци, 2 професионални бокса. Саша Митревски сепак добро боксуваше во незалната сала. Ова е втор меч и можност за гледачите на Сител телевизија да уживаат со боксот. Ваш коментар, господин Дуковски, за петата рунда? Тука нема дилеми, ми се чини судиите дека нема да сгрешат ако му дадат и дури со 2 поени разлика да ова рунда доби Тони Насковски. Тој еве го. Меѓутоа да ве подсетам, некако подсетуваат на Аце Русевски барем по борбеноста, по онај жар што го има Насковски. И желба за победа, да. А вие бевте со Аце Русевски. Па добро, тоа беше одамна, меѓутоа мора во сеќавање да не биде тие борби што ги пружаше Аце во тој професионален негов период док боксуваше. И точно ме подсетува Тони Насковски на борбеноста. Оти само со една офанзива, со една борбеност може да се победи еден ваков силен противник. Што овде Смилевски му советува на Тони Насковски? Па добро, знаејќи дека Тони е добро спремен, само да се санира оваа повреда на носот и да продолжи така да атакува кон Серафим Тодоров. Ја верувам дека нема да има проблем да ја добие борбата. Еве, почеток на шестата рунда. Мечот е предвиден во 8 рунди. Значи му остане уште 3 рунди, па да видим кој ќе биде победник. Да очекуваме и некој нокаут, може би, мислам, од страна... Многу тешко во оваа категорија и овие последни рунди може да доведе. Меѓутоа има силен удар Тони Насковски. Има, меѓутоа тоа сега амортизира Тони Серафим Тодоров. Видите, сите удари тој така ги амортизира да
ги прима, меѓутоа не може да падне до некој така тежок силен удар за да може да победи Тони со нокаут. Тоа можеше се случи во првите рунди, а сега еве го Серафим и понатаму кога боксува на дистанца, ова се што ги пасира ударите се паѓаат во рацете на Тони Насковски. Изеден техничар, така брзо ескивира. Добро да спомне дека Тони Насковски е учесник на Европското првенство 95-та година, потоа на светското првенство 95-та во Германија, па на Европското во Данска во 2096-та, инаку на големиот боксерски турнир Странџата 96-та во Бугарија, го победи европскиот првак русинот Андреј Станила со 9:0 и беше прогласен за најдобар техничар. Потоа го освободи французот Шанијан со 13:5, а загуби од кубанецот, односно нерешено беше со кубанецот Арнандо Меса, инаку светски првак, кој во Атланта беше вице шампион. Мечот заврши 4:4, меѓутоа победата му беше додадена на кубанецот Меса. Па добро, тие натпревари беа, го пратевме цело време Тони Насковски дека може да дојде до еден таков натпревар. Денес он приза се од себе да во професионалниот бокс покажа повеќе и повеќе да има успех него во аматерскиот бокс. И ова шеста рунда ми се чини дека пак му припаѓа на Тони Насковски. Серафим со поединечни удари, меѓутоа тоа се реков дека не се во лицето на Тони, туку се во ракавици. Овде имаше незгоден. Добро, малку има и нечисти удари од страна на Серафим Тодоров, меѓутоа тој веројатно темпото што го наметна Тони само гледа да избега борбата, да не дојде во директен судар. И Тони некако го прифаќа. Се нервира дори Тони, бара борба. Да. Не, ова навистина он не очекуваше дека Серафим така ќе само ќе држи на дистанца, меѓутоа ето и во боксот тоа се случува, меѓутоа и шеста рунда за мене ми се чини дека е Тони подобар и према. Ево го забележуваме и менаџерот на Тони Насковски, познатиот Зора Мартиновски Марта. Навистина вложија многу. Еве Марта како менаџер, тука се и организаторите на овој меч, Златко Караколев, организатор и спонзор, и Љупчо Копчаровски направија се, навистина, барем до сега да мена убава боксерска представа. Верувам дека и вие посакувате како човек од боксот што повеќе вакви приредби боксерски и во аматерскиот и во професионалниот бокс. Да се надеваме дека во Македонија ќе имаме можност да гледаме повеќе вакви манифестации од професионалниот бокс. Самата посета, самото дешување досега доволно говори дека треба да се организираат што почесто натпревари во Македонија, дека во Македонија има голем број љубители на боксот и верувам дека сите сали кај што ќе боксуваат овие професионалци или аматери дека ќе бидат полни и ние сакаме овде добар Насковски овде. Штета, ова не го закача. Одлично Насковски. Веќе се гледа дека после четврта рунда Тони ја превзеде иницијативата и дека тој е сега кој ја води борбата, без разлика што Серафим Тодоров чини напор со и некои нечисти удари малку. Ево го забележуваме тренерот на Тодоров бара. И тој бара борба од својот бокс. Ево и официјалниот спикер ги повикува гледачите да го бодрат Насковски.
Навистина убава атмосфера во салата 25 мај во Велес. Добро. Но добро ескивираш. Тој е толку брз да добро е што Тони така умно оди и не налетува на тие негови ескиважи. Ево го патоа лево кроше, значи секогаш кога има само тука да го уште пружи и десни директ, ова би било се во ред, меѓутоа и тоа е добро. И леви кроше поединечно, тоа се се поени, кои судиите сигурно ќе ги запишат. Овде имаше добар десни кроше. На тешка мака е Серафим Тодоров. На тешка мака е трократниот светски првак. Браво, Тони. Овде добар, одлично, одлично. Меѓуто раскрвавено лицето, али добро, добро. Билериум во салата. Во салата, одлично, наскоски. Некако бега Тодоров, али добро се држи наскоски. Одлично. И крај на 7-та рунда, значи ќе ја дочекам и 8-та рунда. Вашето видување, господин Дуковски? Без разлика на 8 рунда. До сега за мене Тони Насковски е победник. Верувам дека тренерот на Серафим Тодоров ќе го советува, знајќи дека и тоа го забележуваме. Да го советува да појде во 8 рунда, да ја прекине борбата, едино така може да ја добие. Инаку од ова со досега го прикажа Тони Насковски, сите сме одушевени, само да ги издржи со овие 3 минути, да. Само со овие 3 минути да ги издржи, да. И ми се чини дека нема да има дилема. Инаку голем љубител исто на боксот, помошникот Вангел Димков. Да, тој секогаш. А еве и публиката во Велес, навистина вака не сме присуствували некој меч во последниве години. А и на некоја така боксерска природа, сем после Златен гонг, треба почесто да ги организираме овие природи. Наистина, наши љубители на боксот сакаат почесто да ги видат овие наши боксери кои често боксуваат на други турнири, меѓутоа, еве, приликите се такви да од време на време организираме по некоја природа тука во Македонија. Еве 8 рунда, велам, воопшто да издржи само 3 минути, да ги издржи Тони Насковски. Јас мислам дека и судиите нема да звешат доколку му е добила победата. Али убава атмосфера овде во спортскиот сал 25 мај. Храбро. Иако имаше повреда на носот. Сега целиот раскрварен, меѓутоа голем дух има. Храбро се бори. Храбро се бори. Еве и 8 рунда, ја верувам дека се продолжи понатаму да атакува. Одлично. Еве го прави, меѓутоа нема, Серафим, така брзо се заврте да еве не примини да тука во атак на Тони Насковски. Само вака нека продолжи. Не мора да оди на нокаут. Добро, сега имаше еден. Уште ја потврди својата супериорност. Одлично Насковски. Нека гонг го чукне сега и победата е на Тони. Тој и понатаму така го затвори гардот да не може Серафим, не може проклетниот светски првак, ништо против нашиот Тони Насковски.
честитки за она се што го пружи. Одлично, добар удар, одличен удар. Ево уште еден. Уште атакува. Добро. Меѓутоа што овде? Не знам, судијата. Погрешно мислам дека. Добро, не. Тоа е. Добар беше во офанзива беше Насковски. Еве, добар и сега имаше добар удар. Значи, осма рунда потpuno целосно, да. Кога да сега почнува борбата, борба. да. Тоа е добро дека се добро припремени двата боксери. Одличен гард има Тони Насковски. Серафим тргна на се или ништо, меѓутоа Само кондиционно толку силен отпор му пружа Тони да нема никаква можност да нешто стори повеќе Серафим Тодоров од она што до сега го прикажа во овие изминати 7 рунди. Еве, и публиката на нозе. Тони. Бодри, да. Се последни моменти, само вака нека продолжи Тони. Одличен. Видите, тој толку. И крај на рундата, еве радост да видиме, борбата. само да очекуваме како бодовните суди ќе реагираат на натпревар, меѓутоа голема радост. Ова е голема радост за сите љубители, сите што го со нетрпение очекува овој профи меч. Уште една честитка за организаторите Златко Караколев и спонзори на овој меч Љупчо Копчаровски и неговиот менаџер Зоран Мартиновски Марта. Да посакаме господин Дуковски вакви мечеви да гледаме во нашата држава и да само го преследиме прогласувањето. Верувам дека според ова што се случува на рингот во Велес, верувам дека и судиите, а и тоа е оправдано, речи си цело време Насковски беше подобар, одлично се бранеше со својот гард, добро се движеше и зададе неколку удари, речи си во сите рунди. Нема да сгрешат судиите. Јас прогнозирав дека Тони Насковски треба да биде победник. Еве публиката се радува. Меѓутоа да се чекаме, ете они пишуваат нешто таму, еве го Трајко Фотевски, затоа што тој ринговен судија и бодовни. Да спомнем дека тука и бугаринот Венцислав Тонев и Сафет Бекир, исто така од Македонија. Па да ја се чекаме одлуката. Меѓутоа, наистина, Меѓутоа, разочарување нешто расправи. добро, тој мислеше дека полесно ќе го реши мечот, дека нема да има таков силен противник, знајќи ја неговата Еве, матерска. честитки од Мартиновски, да, Марта, за Тони Насковски, меѓутоа, ова е убаво спортот во бокс. Точно така. Ова е најубавото нешто што се случува секогаш. Тоа многу досега не можат да видат да едни-два боксери кои 8 рунди безпоштедно се бореа, на крајот сите честитки. Тоа многу Затоа и не племените можат вештини. не можат да го разберат како може двајца кои Ево, толку судијата време, Фотевски да, очекува да ево го, ги собере бодовите од борните листи, меѓутоа Да. сите се одушевени, сите очекуваат победа на Тони Насковски и ми се чини нема да сгрешат судии како му е додела победата на Тони. очекување и на официјалните спикери. Да видиме. Тони Насковски, рековме во бел појас и бугаринот Серафим Тодоров во црвен појас. Победа на Насковски, честитки на Насковски. 2:1 судите, значи победа на Насковски, меѓутоа еве честитки на Серафим Тодоров. Уште една победа на македонскиот професионален бокс, овој пат после Саше Митревски, ова година и Тони Насковски не зарадува со ова победа. Да веруваме и да му посакаме на Насковски успешен напредок во професионалниот бокс.
Ви благодарам, господин Дуковски. Ваш мал коментар само ако имате на крајот да кажете. Јас на крајот сум одушевен. Толку ја очекуваше оваа победа Тони. Толку ја очекува неговите спонзори, неговиот менаџер, неговиот тренер Милеш Милевски и сите. И заслужено еве го Тони наскоски као победник против еден силен противник за кој не треба многу да се зборува. Серафим Тодоров е победен овој ден во Велес. Ќе остане запамтен за нашата боксерска историја. Благодарам господин Дуковски. Уште раз, драги гледачи, навистина убава боксерска представа во Велес во спортската сала 25 мај. Честити за сите организатори, да посакаме вакви мечеви што повеќе во оваа година, а на гледачите да им се заблагодариме што остана еве во овие доцни вечерни часови со Сител телевизија. Сител телевизија и натамо ќе ги прати професионалните боксови. Благодарам и пријатно. Пријатно.